Земјоделците треба да се организираат и да се здружат во синдикати да бидат силен партнер пред откупувачите и трговците. На тој начин може да се преговара и договара и за производството и за откупните цени. Ова беше пораката на премиерот Зоран Заев на неодамнешната трибина со земјоделците во Конче. Апелирам да се организирате во секоја форма можна на организација. Дали преку здружување, дали преку синдикатско организирање земјоделците. Заради тоа што многу често се случува земјоделецот ќе изработи, ќе произведе, ќе има и квалитет и ќе се појави откупувачот заради тоа што е моќен, ќе го оценува земјоделецот и целиот ќар и профит ќе оде кај откупувачот наместо да дојде кај земјоделецот. Земјоделците на отворената трибина во Конче констатираат дека тие се немокни пред трговците и откупувачите кои се богатат на нивна мака и побараа начини на било каква заштита. Ние земјоделците сме уништени од трговците. Еве, јас шетам низ целава држава, во плање да правиме синдикат, земјоделецот 5 години не може да се купи едно палто, да не зборуваме за кола. А трговецот за една година ќе направи фирма и купува и джипови, и откупните центри купуваат джипови, коли, станови, а земјоделецот како производител највеќе е запоставен. Премиерот Заев истакна дека како влада им стојат на располагање за формирање на синдикат и здружување, но таа потреба треба да се појави меѓу градинарите, сточарите, овоштарите. Може да имаме одлично и по квалитет производство, но ќе се јави неколку откупувачи, ќе пијат на сабајле кафе, ќе ја договорат цената и кога ќе однесете на пунктот, цената е падната доле. А тоа боли. Боли од ја тешка земјоделската мака. Стоиме на располагање да ве поддржиме, не да се здружите со владата, да се здружите земјоделците меѓу себе и да бидете силни во секоја потреба која ќе се случи да се конфронтирате со откупувачите. Паралелно владата најави засилени контроли на откупните компании и трговците оваа година со цел да ги заштитат земјоделците во делот на манипулацијата со откупните цени.